Коалицијата Обединети за Македонија и Достоинство, незадоволни од пресудата на апелациониот суд, најавуваат протести низ Македонија и консолидација на нивното членство. Пресудата на апелациониот суд против Љубе Бошковски, со која казната му се намали од 7 на 5 години, наместо да биде ослободителна, е само уште еден доказ за апсолутната политичка зависност на судската власт, рече потпредседателот на Обединети за Македонија Јагода Митревска. Тие како партија однапред го знаеле судскиот епилог, знаеле кој функционер барал од апелациониот суд да му се потврди истата казна на Љубе Бошковски. Не знаеме како е можно оние што дале заклетва за делење на правда да се играат со човечките судбини, рече потпредседателот на Обединети за Македонија. Тие како партија остануваат под водство на лидерот Љубе Бошковски, а од предконференцијата ги најавија нивните пораки и активности. И од овде имаме да упатиме две пораки. Едната е упатуваме до членството на Обединети за Македонија, кое го повикуваме да се мобилизира низ градовите и селата во Македонија, што ќе биде почеток на ослободувањето на Љубе Бошковски. Втората порака ја упатуваме до сите што се вплеткани во овај политички монтиран процес многу брзо и пред да бидат свесни за тоа поради незаконското работење и учество во монтирањето на овај процес, ќе одговараат според законите на Република Македонија. На пресконференцијата се обрати председателот на Достоинство, Стојан Чангелов, кој рече дека коалицијата Обединети за Македонија и Достоинство се бори за трет политички блок. Обединети за Македонија и Достоинство се залага за формирање на еден трет политички блок, кој што сам за себе на наредните локални избори би се борел за бројката од 150.000 гласови, бројка која што според нас е реална и остварлива. Подпредседателката на Обединети за Македонија рече дека во Европа се случија два политички монтирани процеси. Тоа се Љубе Бошковски и Јулија Тимошенко.